Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дали 1,3 милиони евра од набавката на житото во 2022 година завршиле во џебовите на Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски. Минатата власт на триото Заев, Филипче и Николовски платила 8,6 милиони евра за набавка на 20.000 тони жито, односно 26,6 денари по килограм. Во тоа време, берзанската цена за 1 килограм жито била 20,5 денари, додатно плюс транспорт од 2 денари, доаѓаме до една цена од 22,5 денари по килограм. Разликата во цената која што овие тројца ја наплатиле цели 4 денари или во вкупна сума на набавката 1,3 милиони евра. Прашањето е зошто е платено олку поскапа сума, кога можело да се набави за многу поевтино. Дали овие пари можеби завршиле во нечии џебови од врхушката на тогашната власт на Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски. Дополнително, Љупчо Николовски мора да објасни зошто бил направен отпис од 2000 тони жито од стоковите резерви и зошто во толку брз период е набавено 20.000 тони жито, ако ситуацијата тогаш истиве луѓе велеа дека е под целосна контрола. Дали отписот бил намерно направен за да се отвори простор за нова набавка и потенцијално нов криминал? Граѓаните заслужуваат да знаат каде завршиле нивните средства и дали некој се богател додека државата плаќала поскапо за основна животна намирница како што е пшеницата. Ви благодарам, повелете доколку имаме прашање. Како го коментирате повикот на председателот на СДСМ Венко Филипче да дојде европската обвинителка Лаура Ковеши за, како што рече, да се истражат малверзациите што ВМРО ги прави со европските пари? Благодарам на прашањето. Убедливо наиронично е кога Венко Филипче зборува за борбата против криминалот. Тоа е исто како човек со сомнителни морални навики да го поставите да биде наставник за етика. Смешно, но СДС тоа го представува како некоја сериозна работа. Дополнително, кога СДС зборува за антикорупцијски тим, листата само се пишува дозволете. Зоран Заев, самопрогласен академик за криминал, измачкани игри и непотизам. Вице Заев, специјалист за перење пари, текстилни шеми и царински погодности. Од тимот на енергетската катедра, професорот Васко Ковачевски, човек кој треба да се врати од студиите во странство за да објасни со што точно тој тргувал. За културните шеми, Бисера Костадиновска Стојчевска, експерт за злоупотреби со активна пријава. За надворешна соработка, партнер во криминал Артан Груби. Ваков тим, вакво реформирање денеска нуди СДС. Кога Филипче зборува за честност, а Заев е се уште лидер во сенка на СДС, тоа е отворено подценување на граѓаните. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Овој настав на СДС, односно на Филипче, е уште едно политичко харикири. Обид да се испере нешто што не се пере ниту во топла, ниту во ладна вода. Колку и да се сликаат во бело, црните страници што ги оставија никогаш нема да бидат чисти. Затоа граѓаните не треба да бидат доведени до заблуда. Кога СДС дели лекции за корупција, тоа е најдобар доказ дека тие се последните кои имаат право да го зборуваат тоа. Ви благодарам.